Батальон Азов, Украина, одредот за специјални операции Азов, исто така познат како Азовски полк, е неонацистичка поранешна паравоена група која сега е единица на Националната гарда на Украина, со седиште во Мариупол, во крајбрежниот регион на Азовското море. Азов, формиран како доброволна полиција во мај 2014 година, баталјонот предизвикува контраверзии околу наводите за тортура и воени злосторства, како и симпатии на неонацистите. Користел контраверзни символи, вклучувајќи го и нивното лого НИ. Сепак представниците на Азов наведуваат дека логото е кратенка од слоганот Национална идеја. Членовите на баталјонот потекнуваат од 22 земји и се со различно потекло. Во 2017 година големината на полкот била проценета на повеќе од 2500 членови. Во 2016 година ветерани на полкот и членови на граѓанскиот корпус Азов, невладина организација поврзана со Азов, ја основаа политичката партија Национален корпус. Првиот водач на партиите бил Андриј Билецки, кој претходно бил вклучен во неонацистичкото социјално и национално собрание и ја основал партијата Патриот на Украина. Извештаите, објавени од канцеларијата на Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации, го поврзуваат баталјонот Азов со воени злосторства и како и што се масовен грабеж, незаконско приведување и тортура. Во извештајот на канцеларијата за Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации од март 2016 година се наведува дека организацијата собрала детални информации за спроведување на непријателства од страна на украинските вооружени сили и Азовскиот полк во и околу Широкине, 31 км источно од Мариупол, од летото 2014 година до денес. Документирани се масовни грабежи на цивилни домови, како и таргетирање на цивилни области меѓу септември 2014 и февруари 2015 година. Друг извештај на Канцеларијата за Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации документирал пример насилување и тортура, пишувајќи: човек со ментална попреченост бил подложен на суров третман, силување и други форми на сексуално насилство од 8 до 10 членови на Азов. И во Донбас баталјони од август до септември 2014 година ги правеле истите такви работи и дури некои по-грозоморни работи. Здравјето на жртвата последователно се влошило и тој бил хоспитализиран во психијатриска болница. Во извештајот од јануари 2015 година се наведува дека приврзаник на Република Донецк бил приведен и мачен со струја, што резултирало со негово признавање дека шпионирал за проруски милитанти. Исто така се појавува на интернет една видеоснимка како баталјонот Азов распнува човек на крст и потоа го палат додека е се уште жив. Профил: кој се украинскиот крајно десничарски полк Азов. Екстремно десничарска неонацистичка група се шири и стана дел од вооружените сили на Украина, улична милиција и политичка партија. Украинската национална гарда објави видео на Твитер на која се прикажани борци од Азов кои ги премачкуваат своите куршуми со свинска мас за да се користат наводно против муслиманските чеченци, сојузници на Русија, распоредени во нивната земја. Што е Азовскиот полк? Азов е екстремно десничарска целосно доброволна пешадиска воена единица, чии членови се ултранационалисти и обвинети за засолниште на неонацистичка и бела врховистичка идеологија. Тие физички ги нападнаа мигрантите, ромската заедница и луѓе кои се спротивставуваат на нивните ставови. Поранешниот председател Петро Порошенко изјави: "Ова се нашите најдобри воени", рече тој на церемонијата на доделувањето награди во 2014 година. Нашите најдобри волонтери. Во 2010 година Билецки рече дека националната цел на Украина е да ги
води белите раси во светот во последната крстоносна војна против Унтерменшен или наречени инфериорни раси, предводени од семитите. Билецки беше избран во парламентот во 2014 година. Тој го напушти Азов, бидејќи избраните функционери не можат да бидат во војска или полиција. Тие исто така регрутираа и деца и ги обучуваат во кампови како да ракуваат со оружје и специјални тренинзи како да ја уништат метата со оружје и ги воспитуваат со нацистички идеи. За нив се кажува и дека извршуваат грозоморни дела кои на обичен човек, доколку види, може да го полазат морници и нема видено таква суровост ни во хорор филм. Термините нацизам и фашизам предизвикуваат во рускиот контекст апсолутно зло, со кое не може да се пазарите, рече Сергеј Федиунин, политиколог од Францускиот национален институт за ориентални јазици и цивилизации. Единствената опција е да се бориме и да ги уништиме. Цел на руската пропаганда е украинските националисти кои се бореа против советската Русија во 1945 година и нивниот водач Степан Бандера, кој се работуваше со нацистичка Германија. Во меѓувреме, Азовскиот полк се приклучи на пропагандната војна, објавувајќи победнички изјави на сервисот за пораки Телеграм, кои често се придружени со видеа од запалени руски тенкови и нарекувајќи ги русите вистински фашисти. Азов сега функционира како и другите полкови, но со подобар пиар, рече Вејчеслав Лихачев, истражувачки аналитичар во Центарот за човекови права ЗМИНА во Киев. Но постои зголемена загриженост дека иако азовските и другите доброволни баталјони би можеле да бидат најмоќната и најсигурната сила на Украина на бојното поле против сепаратистите, те исто така представуваат најсериозна закана за украинската влада, а можеби дури и за државата, кога конфликтот на исток ќе заврши. Азов предизвикува особена загриженост поради екстремната десница, дури и неонацистичка наклонетост на многу нејзини членови. Дмитрий тврдеше дека не е нацист, но се издигна лирски зад Адолф Хитлер како воен водач и верува дека Холокаустот никогаш не се случил. На сите во батальонот Азов размислуваат како Димитрий, но откако разговараше со десетици негови борци и се вградија неколку мисии во текот на изминатата недела во и околу стратешкиот пристанишен град Мариупол, Гардијан откри дека многу од нив имаат вознемирувачки политички ставови.